Денеска сме на лице место за да ги провериме работите со асфалтирањето на локалниот пат Росман Сирково преку Бегова чешма, така проектот го крстивме. Значи овој пат е со должина од 3,8 км или 3800 метри и ќе биде асфалтиран во две етапи, значи најнапред со асфалт БХН кој што е за долниот дел на патот и асфалт АБ, кој што ќе биде накнадно ставен, значи после сега еве со разговорот со изведувачите со надзорот, денеска ќе асфалтираат до местноста Крушевичка река и од утре ќе почнат да го нанесуваат вториот слој, како бидејќи се во тек и земјоделски активности на жителите на Сирково и на Росман, има проблеми со нанесување на земја, кал и други материјали кои што не се добри за сврзувањето на овие два значи асфалта, така да ќе одат од етапа најнапред ни беше идејата да се асфалтира комплетно целиот пат, па после да се повторе со другиот. Сега бидејќи навистина на луѓето му треба да стигнат до нивите овој пат, ќе се оде во асфалтирање со две етапи. Самата значи изградба на овој локален пат си продолжува согласно она што беше како динамика. Ние имавме еден застој од една недела заради лошото време, значи заради врнежите и се она што беше после тампонирањето. Извршивме испитување на теренот, освен еден мал проблем со вода од каналот кој што ни настана и кој што во текот на утрешниот ден ќе биде саниран со одводи, со цевки, за да не направи проблем на самиот пат, ќе имаме можност да во најкраток можен рок да завршиме локалниот пат и го дадеме во употреба на жителите на Росман, Сирково и пошироко, а со тоа ќе, значи, според она што како градоначалник го кажува, секогаш овој патен правец го правиме како би Росман и Сирково испаѓале на експресниот пат. Значи, потоа ќе чекаме да експресниот пат се направи према Прилеп и на него да имаме приклучна точка од овој пат, значи и на жителите на Росман и на жителите на Сирково. Самиот пат, кажав, 3800 метра е асфалтирањето на целиот пат, а коштањето на вкупната вредност е 26 милиона и 800 согласно тендерската постапка. Значи тоа е и претходно имавме околу 6 милиони денари, така да негде груба цифра 30 милиони денари или 500.000 евра, или ако сакате за граѓаните да сватат, тоа е како општина Росман една година да ги даде сите пари што ги има од буџетот. Ние сме благодарни за она што го добивме како средства за овој пат од страна на Европската унија и на владата на Република Македонија, и нормално дека и општина Росман тука учествува со своји средства од скоро 10 милиона денара, така да мислам дека ова партнерство од 1/3 на општина Росман и 2/3 преку Европската унија, значи преку владата на Република Македонија, еве вродува со плод и еве во најава, значи како градоначалник да кажам дека сме влезени, односно ни одобрено да влезени сме во втората фаза со апликацијата за локалниот пат село Манастирец, село Трстник, кој што оде во некоја корелација 90% ќе бидат обезбедени средствата преку програмите на Европската унија, а 10% општина Росман ќе ги вложи, и мислам дека наскоро и овој проект ќе, не мислам, него сигурен сум дека и овој проект наскоро ќе биде одобрен и во текот на ова година, согласно ако завршат овие политички проблеми кои што навистина не кочат многу во делот на развојот на општините, ќе ставиме крај и ќе се посветиме на она за што сме избрани од граѓаните, односно да ги решаваме проблемите на самите граѓани.